Добар ден, драги ученици, вие сте во Е-училници, следите француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизабета Трпковска, предавам француски во основното училиште Гоце Делчев во Неготина. На овој час ќе повториме како се прави компарација и ќе усвоиме градбата и примената на компаративот и суперлативот во францускиот јазик. Еве да видиме што е тоа компаратив. Компаратив е споредба на две нешта и ги споредувате на 3 степени. Во првиот степен ја истакнувате повисоката вредност со зборот plus, plus que, и тој се нарекува компаратив de supériorité. Понатаму може да истакнете помалата вредност со moins или moins que, и тој компаратив се нарекува компаратив d'infériorité. И кога две нешта се еднакви и кога ги мерите, сакате да кажете дека се исти, употребувате aussi que или autant que. Тој компаратив го нарекуваме компаратив d'égalité. Ги едначиме тука нештата. Компаративот го делиме на два дела според тоа што споредуваме. Доколку споредуваме некоја особина или некој квалитет, тој се нарекува компаратив de qualité. Такви се споредбите што ги правиме со придавките и со прилозите, les adjectifs и les adverbes. Компаратив со придавки ние малку спомнавме во лекцијата за главните градови, меѓутоа сега ќе се потсетите со пример. Тука споредувате врз основа на некоја особина. Самата придавка како збор означува особина. Еве тука таа што е заокружена е придавката fort, силен. Ние сакаме Марк и Жан да ги споредиме во однос на таа придавка и да кажеме дека Марк е посилен од Жан. Марк е plus fort que Jean. Кога истакнувате помалата вредност како Жан, тогаш ќе кажете Жан е помалку силен од Марк. Jean е moins fort que Marc. И во третото, доколку имаат некои еднаква сила, како Луси и Марк, тие се исти по сила, Lucy е aussi fort que Marc. И еве ви го компаративот. Plus que, moins que, aussi que, околу придавката. Погледнете сега оваа слика, тука имате некои деца. Јас ќе ви понудам некои придавки. Вие сите овие ги знаете. Например, може да си правите споредба на придавката gros или на придавката bavard, зборлест, на mons или на timide или на ред други придавки кои што може да ни се наметнат да ги правиме за споредба. Јас ви давам еден пример. Le garçon qui porte un t-shirt vert est plus gros que celui avec les baskets verts. Сме го споредиле ова дете со ова дете врз основа на придавката gros и сме кажале дека ова дете е подебело од ова дете. Како ќе направиме компаратив со прилози? Видете, ова е прилог. Pierre travaille vite. Еве го прилогот. Прилогот го опишува, тоест го објаснува глаголското дејство. Ако имате реченица Pierre работи брзо и сакате таа да ставите во компаратив Pierre работи побрзо од мене, например, на француски тоа ќе изгледа Pierre travaille plus vite que moi. Сме ја споредиле реченицата. Pierre и јас сме се измериле во брзината на работењето. Погледнете градбата целосно идентична со таа што имавме претходно компаративот со придавките. Plus que, moins que и aussi que. Ќе ви понудам тука неколку прилози. Вие знаете да ги градите, во 9 оделение учиме градба на прилозите. Глаголот тука или дејството што го гледаме кај децата е danser. На него можат лесно да се метнат прилозите facilement, vivement, прилогот bien или прилогот mal или некои други прилози што одговараат на ова дејство. Еве еден пример како можеме да направиме споредбена реченица. La fille en jaune danse aussi bien que les garçons. Сме кажале реченица во компаратив каде што сме изедначиле. Девојчето во жолто танцува исто толку добро како момчињето. Што е тоа компаратив до quantité? Тука сега не споредувате особина, ниту квалитет, тука ги споредувате нештата според бројноста, според обемот или според квантитетот. Тоа се случува со именките и со глаголите. Како е компаратив со именка? Кога имате компаратив со именка, еве во примерот, најдобро се гледа со примери, сакате да кажете дека на некоја улица има повеќе коли отколку пешаци. Тоа што е заокружено е именка.
за да изразиме таква реченица на француски јазик во компаратив ни треба ваква форма. Il y a plus de voitures que de piétons. Сме ги споредиле колите со пешаците. Сме искажале поголемата вредност. Со плюс к. Тука внимавајте, се изговара с. Пред именките се става предлогот д. Во обратната насока, сакаме да речеме дека има помалку пешаци отколку коли, ќе кажеме il y a moins de piétons que de voitures. И тука е различно, во последниот степен што мене тука ми е покажано, не е веќе оси, кога кажуваме дека има исто толку коли колку што има мотори, наместо оси користиме еден друг збор, тоа е зборот autant. Il y a autant de voitures que de motos. И еве ги трите степени на компаратив со именка. Ви нудам една слика да ја погледнете, можеме тука да правиме споредбени реченици врз основа на именки. Именки се томат или карот. И една ваква реченица. Dans son assiette, il y a autant de carottes que de tomates. Во неговата чинија има исто толку моркови колку домати. Гледаме бројката е иста. Како се прави компаратив со глаголско дејство? Со примерот. Имаме пример Pierre et Marie travaillent. Пиер и Мари работат. И сега сакаме Пиер и Мари да ги измериме во однос на нивното работење и да речеме дека Пиер работи повеќе од Мари. На француски тоа ќе биде Pierre travaille plus que Marie. Гледате каде се прави компаративот после глаголското дејство. Глаголот ви е заокружен со жолто. Ја истакнувате помалата вредност вака. Marie travaille moins que Pierre. И кога тие исто работат, некој со некој исте обем на работата, Pierre travaille autant que Paul. Plus que, moins que, autant que. Вака ви е компаративот со глаголи. Имате една слика, ќе ви понудам некои глаголи, а вие врз основа на тие глаголи може да си правите споредбени реченици. Може да кажувате кој слуша повеќе од другиот, или кој зборува помалку од некој друг, или глаголот е крир кој пишува колку пишува. Еве една реченица за пример. Le petit garçon parle plus que la petite fille. Дека момчето зборува повеќе од девојчето. Сето ова сега што го научивме и го кажавме да го видиме и да го споредиме во една табела. Еве ни е табелата на компаративот. Компаратив значи правиме на придавки и на прилози. Кога правиме со придавки и со прилози, тогаш споредбата ја вршиме врз основа на некој квалитет или врз основа на некоја особина. На 3 степени. Кога изразувате најголемата вредност, плю к, moins к и оси к. Ги гледате речениците, нема сите да ги читаме. Потоа правиме со именки и со глаголи, споредуваме врз основа на именките обемот или количината, квантитетот или бројката, како во случајот Марк има повеќе другари од Том, и со глаголот споредуваме обемот на глаголското дејство. И трите степени се плюс, moins и тука го имате autant. Има и неправилни форми кај придавките. Придавката bon, добар и mauvais не се правилни во првиот степен на компаратив. Ако имаме придавка bon, сакаме да кажеме од добар подобар, во првиот степен не можеме да употребиме plus bon, затоа што не е точно, не е граматички исправно, и употребуваме неправилната форма meilleur. Еве во пример, ce livre est bon, mais je préfère mon portable, il est meilleur. Добар, подобар. Со mauvais е слична ситуацијата. Лош, полош. Mauvais, pire. Ова му е формата неправилна. Меѓутоа, кај mauvais е дозволено да кажете и plus mauvais. Може и така. Тоа не е грешка, точно е. Cet appartement est mauvais. Celui au centre de la ville est pire. Овој стан е лош, оној во центарот на градот е полош. Еве ви како се прави компаратив со mauvais. Има неправилни форми и кај прилозите bien и mal, добро и лошо. Повторно во првиот степен на компаратив, не секаде. Сакаме да кажеме подобро, не можеме да речеме plus bien que, не е дозволено, грешка е целосно, затоа ќе употребувате формата mieux. Paul dessine bien.
Пол црта добро. Сакаме да кажеме дека црта подобро. Пол десин mieux que Мари. Сме кажале дека Пол црта подобро отколку Мари. Во другите степени, целосно идентично, како секаде, ништо не се менува, moins bien que, aussi bien que, си останува исто. Само во првиот степен е неправилноста. Со мал, дозволено е да кажеме plus mal, лошо, меѓутоа за да кажеме полошо, зборот е pire. Пол chante mal. Пол пее лошо. Пол chante plus mal que Мари. Ова може. Пол пее полошо од Мари, меѓутоа може и вака. Пол chante pire que Мари. Првата вежба ни е да ги споредиме Парис и Лондон врз основа на придавките, тука што ви се дадени од десно. Вие гледате и некои сликички, може да правите и други споредбени реченици. Имаме споредбени реченици со плюка, со муанка и со осика. Еве ги придавките, ајде да одбереме. Можеме да одбереме една и да кажеме реченица Пари е плю туристик ка Лондра. Сме кажале дека Парис е потуристички од Лондон. Па потоа врз основа на оваа слика, ако и веруваме, можеме да одбереме придавката визите. Пари е moins visité ка Лондра. И можеме да одбереме придавката belle за двата града. Пари е aussi belle ка Лондра. Парис е исто толку убав колку што е Лондон. Исто вака можеме да си вежбаме со компаратив со именки. Јас тука ви нудам две слики за споредба. Le petit déjeuner des Français et le petit déjeuner des Canadiens. Од едната страна ги имате именките што вие ги разпознавате на сликата, например, des crêpes, des saucisses, des croissants, du beurre, des œufs, du pain, разни именки, некои дури не се ставени. И сега може да си правите споредба. Французите јадат повеќе што отколку канаѓаните. Вакви се речениците. Гледајќи во сликата, вие ќе се согласите со мене, заедно ќе ја решиме. Les Français mangent plus de beurre que les Canadiens. Тука има путар, тука нема. Les Français mangent moins de crêpes que les Canadiens. Французите јадат помалку палачинки за доручек отколку канаѓаните, затоа што гледате воопшто нема. И имаме les Français mangent autant de pain que les Canadiens. Оваа вежба може да си ја правите исто и со глаголот boire. Може да си ја проширите и да ги спомнете сите именки и да си направите според. Кога ја истакнувате највисоката вредност или најниската вредност, тоа во јазикот се нарекува суперлатив. Comment faire utiliser le superlatif en français? Еве да видиме со некои кратки прашања. Јас ќе ве прашувам, вие ќе одговарате. Qui est le plus rapide? Еве, Пол. Одговорот е Пол е le plus rapide. Сме истакнале највисоката вредност. Qui est le moins rapide? Најмалку брз е Жан. Jean est le moins rapide. Quelle fille est la plus triste? Од овие која е најтажна? Pauline. Pauline est la plus triste. Qui est le plus fort? Jean. Jean est le plus fort. Qui est le plus vieux? Louise est la plus vieille. Тоа што ве прашував за да искажеме највисоката или најниската вредност. Највисоката обично, меѓутоа ја спомнавме и најниската вредност. Да видиме сега, и тоа е суперлатив, како се гради овој суперлатив со придавка. Забележавте и во прашањата и во одговорите го имавме членот l'article définit le, la и le. Потоа го имавме зборот што ја истакнува највисоката вредност, plus. Па го имавме зборот што истакнува најниската вредност, moins. И l'adjectif или придавката. Во реченица тоа како изгледа? Jean est le plus rapide. Жан е најбрз. Ова Л е ставено вака затоа што Жан е машки род. Л се употребува за машкиот род. Ан е la plus rapide. Ан е женски род, за неа ќе го употребиме во суперлатив членот ла.
Jean et Anne sont les plus rapides. Жан и Ана се најбрзи, за нив дека се множина ќе го потребиме членот ле. Со прилог како се гради, само Л, плю или муа и прилогот. Л, највисоката вредност, најниската вредност и прилогот. Во реченицата овака изгледа. Алекс écoute le plus attentivement. Сме рекле дека Алекс слуша највнимателно. Доколку сакаме да кажеме најневнимателно, најмалку внимателно, најниската вредност да истакнете, само зборот плю ќе го замените со муа. Алекс écoute le moins attentivement. Како се гради со именка? Исто Л, највисоката вредност, најниската или Д и именката. Во реченица, Алекс a le plus de copains. Сме искажале суперлатив. Алекс има најмногу другари. Ова е суперлатив со именка. Со глаголско дејство, како тоа изгледа, еве го, Л, да го видиме прво цела градба, еве тука ќе ни биде дејството, а потоа суперлативот ќе дојде позади дејството. Како тоа? Pierre chante le plus. Marie chante le moins. Пиер пее најмногу, Мари пее најмалку. Еве како, значи, вие градбата. Погледнете градбата на суперлативот сега во една табела. Кога имате суперлатив, истакнувате највисоката вредност или најниската вредност. Ваму плю не се изговара, ваму плюс се изговара. Како се прави? Еве убаво гледате каде стои, секаде исто, пред придавката, пред прилогот, пред именката, меѓутоа кај глаголот стои позади. Мари dort le plus. Исто како со компаративот што беше. Ако ги видиме овие три смајли и прочитаме некоја реченица, имаме вака. Le smiley vert est le plus souriant. Сме кажале суперлатив. Зеленото смајли е најнасмеано. Le smiley vert sourit le plus. Зеленото смајли најмногу се смее. И уште две реченици. Le smiley vert sourit le mieux. Le smiley vert est le meilleur. И препознавате ли овие форми? Le smiley vert est le meilleur. Le smiley vert sourit le mieux. Овие се формите, ова е на придавката bon, а ова е формата на прилогот bien. Како што забележувате, исто како што беше во компаративот и во суперлатив, овие имаат неправилни форми. Значи, формата на суперлатив е неправилна кај bon, кај mauvais, кај bien и кај mal. Не можеме да речеме le plus bon, не е тоа точно, ќе речеме meilleur, le meilleur. Le smiley vert est le meilleur. Le smiley rouge est le pire. Еве ги неправилните форми, тука да ги видите сите во една табела. Придавката bon се менува по род и по број. Машки род, женски род, множина. И множина женски род. Исто и ова, суперлативот. Le meilleur, la meilleure, les meilleurs се менува. Кај mauvais дозволено е да речете le plus mauvais, меѓутоа може да речете le pire, исто како кај компаративот. Mauvaise, la plus mauvaise, меѓутоа може да речете la pire. И со прилозите bien и mal, le mieux, le pire. Првата вежба ни е да го препознаеме суперлативот и да го подцртаме, тоа да подвлечеме формата на суперлатив во овој краток текст. И јас и вие заедно може да го прочитаме, за да видиме кои форми ќе ги подвлечеме. Ајде заедно. Paris est la plus grande ville de France. Avec ses 32 millions de visiteurs par an, c'est une ville qui est la plus visitée par les touristes, donc la plus touristique. La cathédrale Notre-Dame de Paris est le site de la capitale le plus fréquenté avec en moyenne 13,5 millions de visiteurs chaque année. Le plus vieil arbre de Paris a 417 ans et le plus vieux pont s'appelle Pont-Neuf. L'avenue Foch est la plus large de Paris. Avec 700 000 voyageurs par jour, la gare du Nord est la plus grande gare d'Europe. Овој краток текст во себе има многу суперлативи. Ајде да ги подвлечеме заедно формите на суперлатив. Еве ги, подвлечени.
La plus grande ville, најголемиот град. La plus visitée, најпосетен. La plus touristique, најтуристички. Le plus fréquenté, најпосетувано. Што е најпосетувано? Катедралата Нотр-Дам. Le plus vieil arbre de Paris, најстарото дрво на Париз. Il a quel âge le plus vieil arbre? Гледайте, најстарото дрво во Париз има 417 години. Le plus vieux pont, најстариот мост, интересно се вика Pont Neuf. Најстариот мост во Париз се вика Нов мост. L'avenue Foch, la plus large, најширока. La plus large avenue. И ова исто како податок интересно да го запамтиме. La plus grande gare d'Europe, најголемата железничка станица во Европа, е во Париз и се вика La Gare du Nord. Втората вежба е вака. Имате горе некои придавки селебра од facile, bel и dangereux. Задача ви е да ги вметнете тука во овие реченици, а потоа да препознаеме која реченица е компаратив, а која е суперлатив. Ајде прво да ги пополниме речениците. Од bel, célèbre, dangereux и facile. Вака треба да бидат. И сега да погледнеме. Каде имаме споредби? Во првата, La Tour Eiffel, споредуваме со Биг Бен, со plus que. Ейфеловата кула е повисока отколку Биг Бен. Гледаме дека споредуваме. Каде на друго место имаме споредба? Ако погледнете добро, ќе видите дека споредба има во последната. Англискиот јазик е полесен отколку францускиот. И формата plus que. Доколку има споредба, еве да си повториме. Штом споредувате нешто, тоа се вика компаратив. Доколку нема споредба, туку се истакнува највисоката вредност, тоа се вика суперлатив. Каде е истакната највисоката вредност? Пари е la plus belle ville. Париз е најубав град. Le Louvre е le plus célèbre musée au monde. Лувр е најславен музеј на светот. Le crocodile е le plus dangereux. Крокодилот е најопасен. Ајде сега да ги распределиме. Во суперлатив се напишени речениците каде што нема споредба, искажана е највисоката вредност и вие суперлативот го препознавате и по членот la plus, le plus, le plus, и тие се речениците B, C и D. А компаратив имаме во речениците овдека, каде што споредувавте Tour Eiffel и Big Ben и последната реченица L'anglais of le français. Речениците А и Е. Оваа вежба ви ја оставам за да ја решите за домашно. Како? Само да ви кажам како ќе ја решите. Тука имате компаратив, а ваму имате суперлатив. Компаративот ви е понуден разни компаратив врз основа на придавка, именка, еве ви прилог и еве ви глагол. Значи од секој вид денеска што го учевме и тоа во првиот степен со плю. L'avion е plus rapide que la voiture. За највредните деца предлагам да го направат компаративот и во обратна насока. Значи, место тука знакчето плюс да стават и знакче минус, па да добиваат реченици. La voiture est moins rapide que l'avion. Значи, ќе ги имате и со plus que и со moins que. Исто и во суперлатив. Ева оваа реченица, авионот е побрз од колата, ако ја искажете во суперлатив, ќе звучи. Авионот е најбрз. И овие ќе си ги решите во суперлатив. Потоа ви нудам линкови каде што може да си го проширите вашето знаење за компаратив и за суперлатив. Првиот линк, кој ќе отворите, таму имате и за неправилните форми малку повеќе да видите како се прават со bon, со mauvais и со bien и со mal, затоа што тука немавме многу време да ги разгледуваме, и да си ја повторите лекцијата од ова видео. А ваму имате еден тест каде што ќе може да си проверите дали нешто сте запомниле од градбата на компаративот и градбата на суперлативот. Јас навистина се надевам дека оваа лекција ви беше корисна и дека ќе научите. Bon courage et à la prochaine!